Добре дојдовте во нешто конкретно. Денешната тема е дали убавината златни врати отвара и дали естетските корекции станаа најбрзиот начин за лечење на комплексите. А од друга страна, дали токму тие естетски корекции даваат лажна самодоверба, па светот е преполн со лепотици и лепотани кои мислејќи дека само убавината е доволна, стануваат уште поисфрустрирани и уште по-незадоволни. Кој има повеќе комплекси и како ги лечат? Мажите, а како жените? На оваа тема ги имам најдобрите гости. Човекот кој ги знае сите комплекси и фрустрации на целата јавна сцена во земјава, Зоки Фаци, Зоран Василевски. Тој усретил многу мажи и жени со своите вешти прсти, отстранил недостатоци, а излечил ли со тоа и комплекси, ќе ни каже доктор Роберт Стојовски. Неискомплексирана, без влакна на јазикот, своја единствена сакана сопруга и горда мајка Нина Јанева. Нејзината убавина оддалеку се гледа, ама и нејзиниот став надалеку се слуша. Мисица, докторка, но пред се жена без комплекси и предрасуди. Викторија Јаначковиќ. Овозможено од Меркур Македонија. Триглав осигурување живот. Само да разјасниме дека ние денеска ќе зборуваме за естетски корекции кои што не се базирани на не знам некаков здравствен проблем, туку се направени од аздис народски кажано. Добро? А како тоа ќе го докажеме? Докторите ќе докажат. Да, они знаат кој аздис е, кој не. Да си одиме. Дека нема ни две После ова нема пациенти, да се разбереме. Нема. Добро, јас ќе почнам сега со докторот да прашам колку операции имаше денеска или колку естетски зафати? Од колку саат се бајле? Мислам 8:30 почнав негде, имаше 2 операции, али имаше 20 на пациенти за филер и ботокси. Така да. Вау. Значи ги има многу добро. Да. Зоки, тебе те прашувам, кој има повеќе комплекси на јавнава сцена? Мажите или жените? И кажи ми во која фела најмногу ги има? Ајде. Па ја мислам дека во шоу бизнисот, ако конкретно ме прашуваш, се е дозволено, така да комплексите се и машки и женски, а со тоа што се ги прават, еве ќе каже докторот и Јарачковиќ, тие пластични операции чуда врагови, тоа е само лечење на тие комплекси, недостатоци што се ги имаат. Некој нема гради, некој нема задник, некој нема мозок. У поново време и пет прават, гледам, слушам. Така да комплексите се... А која фела најмногу? Не знам, пејачи, глумци? Па пејачи, мислам дека највише. Инфлуенсерки сега по најново на Инстаграм. Добро. Нина, ти дали некогаш си се почувствувала подценето поради собствениот изглед? Мајко моја, ако имав деначе секој пат кога имам чуено или прочитано нешто за мене од тој аспект. Добро, ја на некој начин станав веќе и препознатлива по тоа. Наместо по, нели, и тука е најдобриот вокал, ама и тука е и уште нешто тука поред, така да мене не ми пречи веќе тоа, затоа што па сега, па не може да се лажеме дека имам 52, немам, таа сум. Не ми... А дел како ослаба? Да му се јавам да ја прашам, за пример. Има опции ми е зборот. Така да. Ама се чувствуваш убаво во тоа што си. Тоа е најбитното. Ти прекрасно изгледаш. Известен период, работев и поактивно, сега малце полежерно, знаме и Кока-кола е нешто, ќе си земаш нешто фастфуд, ово, да, се дешава, ама се добре се тоа е. У принцип не ми пречала деградација затоа што многу луѓе кои ќе отвориш устата се повлекуваат. Така. Има со што да ги демантираш. Најбитната работа за пење, за друго, па ти има со што да ги демантира. Токму тоа, добро. Одлично. Ќе отвориш уста при крај, таму ќе те слушнеме. Викторија, ајде сега тебе ќе те прашам вака. Кој комплекс, ама кај мажите, најсилно се слуша и оддалеку вришти? Вау. Ајде. Чекај, значи имаме мажи, добро. И искомплексиран. Оддалеку вака да му вришти комплексот. Кој е тој? Мислам, кој е комплексот, не мажот? Па, добро, кога кажав имаме мажи као добро постојат и они, добро. Sorry. Меѓутоа, не можев да кажам сега нешто комплексно. Таа постојана, да кажем, побарувачка, да биде убава, не мора да зборува, не мора да
мисли. Да, нема потреба да зборува. Зошто зборува фикус? Таква жена бараат. Па за жал, сега, не можам да кажам дека ја не се избегнувам такви луѓе онака буквално, но јако е актуелно. Така да, мислам дека е тоа, не знам, или претходно немал убава девојка, па се ајде да лечи комплекси на некој. Значи, тоа мене не ми се лично допаѓа. Аха, си лечи комплекс со тоа што бара убава девојка, ама да не збори. Па да. Мислам дека сум поприлично реална во тоа, секоја чест изузетоци секако. Јас сум феминиста, ама така е главен. Ја ќе ти кажам што треба. Те укапирам. Мислам за жал е така и се што би ја гледам по моите некои познаници кои кажат добро, викам, добро, окей, што работи, она како работи, дали се образува, дали не се, небитно. Значи, секој си работи, нешто сум одговорен, вика, нема потреба, многу е убава. Не. Супер. Тој е единствен квалитет. И после тоа? Докторе, слушам коментар на ова. Па добро, сега не е баш така, мислам дека има и убави што работат. Да, се сложно, фала на кого. Добро. Имаме ли храброст да си кажеме какви комплекси имаме ние? Например, секој индивидуално да каже. И јас имам. Ајде, кој е твојот Кога ми комплекс? падна Еден. косата пред 5-6 години и најдов на интернет дека може да си купам од Милано да се ја пресадам и се ја пресадив. Браво! Па ми се допаѓа искрено. Браво! Ја многу ев на Инстаграм, дечки се купив коса, 1500 евра се ја платив, поштено нигде си не ги кажа моја заработив. ова. Не кажав моја, се ја купив. И сега не знам кој е моја, кој е, пошто таа расне со мојата. Битно си ја шишам, се средувам, си ја негувам, ама имам... Дали имаш повеќе самодоверба сега? Апсолутно да. Отлично. Нина, дали имаш ти некој комплекс? Не е дека немам, ама повеќе би рекла дека ми се комплексите од друг тип. Ако се мисли на физичкиот изглед, дека мене нешто ќе дозволам да ме искомплексира ова што некој ме дефинира по надворешност, тоа е негов проблем, пошто е негов комплекс. Пошто ја барам по надворешност, не знам, не би да дефинирам никого. Ја би рекла дека имам комплекс затоа што се на некое психолошко, социјално поле, затоа што некогаш многу ми брза мозокот, многу ми брза устата. Може тоа да дојде до некој друг погрешно да свати, ти ствари гласно размишljаш. Може нешто натака да го усмерам тој момент со менталитетот тука што ми пречи in general. Може би од тоа некој комплекс имам повеќе. Естетска корекција на јазикот. Да направиме. Да пробаме, а? Ушми ќе ти бидам Неам многу направено, благодарен. ама... Да се подскрати да не збори. Саша ќе ти бидам многу благодарен. Па да пробаме, што не сме пробали тоа. Нешто ново да видиме. Готово. Ајде, докторе, дали ти имаш комплекс? Па некој надворешен комплекс или внатрешен некој посебен, мислам дека немам. Да, немам некој комплекс. Се трудам да изгледам онака како што сакам да изгледам. Знам како и сите нормални луѓе, ја ставам 4-5 кила одвишок да не се осеќам убаво, али со многу спорт, нели? Може нешто естетски коригирам кај мене, некои минимални работи, ботокс, нешто, али некој голем комплекс искрено и немам, некој. Да, иначе би го кажал, не. Можеби кога сум со високи луѓе, не знам, на конјопој, на пример, не знам, нели, да све ако се по 2 метра и ти се седиш вака, некако не окей. Тоа можеби така, али не искачам со високи луѓе, стално ми е добро вака. Просек балкански. Нема потреба да се замараш. Просек балкански, иначе. Нема потреба. Докторе, високи патик. Па, со сантим мислам дека за ништо нема завршиш работа, ни вака, ни вака. Сантим ако Почнете да мерите, јао. не знам. Зависи кој сантим се мери. Па, ајде. Па на веѓа, сантим на веѓа. Сантим на веќе километар да се разбере. Викторија, ти имаш ли некој комплекс? Па јас не знам, мислам дека и дојдов у тие години, еве сега баш размислував кога бидејќи сум се движела во тој свет на убавите жени. Ја на пример секогаш сум почитувала убави жени, убави мажи. Никогаш не ми стварале, ако е од убава има поубава, она била мис, следна година е некоја друга мис и така натаму и така натаму. Не сум имала со тоа проблем ни порано. Сега веќе, како што викат, пошто сите се имаат овдека 22 години, веќе гледам под наводници сега, значи частните Не, но он има покасно. 17. Покасно частните
видите, да. Платена сум за ова да кажем, ЕПП. Мислам дека сега, да, имам повеќе за јазик, Боже ме сочувај, Нина, точно. И ја доаѓам на таа корекција, не можам сама на себе. Докторе, ти отворивме една нова гранка во медицината. Да, дефинитивно. Но вака да ми текне има в едно време, значи, бидејќи јас никогаш не сум имала 30 кила, едно време стварно претерав и кога се вратив на некоја моја нормална килажа, како што кажувам, не сум имала никогаш 50 кила као оние класични манекенки, но кога се вратив на таа килажа, само кажа, јао, да не се здебелам пак. Јао, да не се здебелам пак. Да. Така да ми буди од време на време, окей, сега да сум здебела на некои убави причини, но ми буди од време на време тој страв. А дали ќе можам? Тоа е нешто, зошто? Не заради естетски момент, не одам јас сега да фасцинирам некого и било што, доволно сум фасцинирала, него едноставно лошо се осеќам. Ајде сега да почнеме да ја разработиме темата. Заради што одлучуваат мажите или жените да направат естетска корекција? Знам дека ќе речете сега заради себе, меѓутоа генерално од каде или со кого се споредуваат? Дали жени се споредуваат со други жени или пак жени прават корекција заради тоа да им се допаднат на мажите? Ајде, Нина. Мислам дека ги има и двата типа. Не знам, ќе кажа на крај, мислам Роберт на крај ќе каже. Он најубаво знае. Мислам дека двата типа ги има. Има дел кој што навистина тоа го прават за себе. Прво да се разбереме, не судам. И јас сакам може нешто да си направам некоја муца, не знам, појма немам. Може немам потреба, ама не го судувам тоа, no judgment за тоа кој сака да направи корекција. Оние што го прават заради себе се свесни дека тоа го прават заради себе и не ги боли уво. Добро. Нели? Кој што мисли како мисли. Ама со кого се споредуваат, например? Можеби својот недостаток си го сваќам јас. Као, например, еве сакам јас да речам, сум решила дека би сакала да одам на липосукција. Тоа е ради мене, ради мојот недостаток. А ги има и оние други, не? Што се споредба, Keeping Up with Kardashians, како да се вика тоа, тие нови шемини кои тие инфлуенсерство. Значи тоа е нова гранка за мене, тоа е инфлуенсерство. Добро, има и... Али тоа е грозно. Мислам, колку и да се ја дипломатија многу не сакам. Тоа се тие вторите. Тоа грозното се тие вторите. Нема потреба од оверсайзд ништо. Дури ни од оверсайзд мозок нема потреба. Па да, 10 литра вода да испиеш од денот, ќе се слуши, а колку и да е добра водата за тебе. Зоки? Ти како би рекол? Заради кого одлучуваат да однесете? Вака, тие што заработуваат од тоа, еве као пејачки што се шоу бизнес, тоа го почитувам. Сите стандарди што денеска доктори еве ги прават, ги наметна Ким Кардашијан, Ники Минаш. Ако пред 5 години беше да имаш губави силикони големи као на цеца, сега треба да имаш голем задник као на Ники Минаш. И нашиве пејачи, пример јас кога работев во Вест пред добри 15 години во дневниот таблоиден вестник, тамо се знаеме со едначко, 15 години. Не кажувај колку сме стари, не сум платена од Беше шок кога ставивме насловна страница дека Елена Белецка стави силикони. Тоа беше вау. После Сузана Гавазова, вау. Денеска тоа многу нормално. Ама денеска мислам и дека се фалат со тоа, нели? Дека така, зошто има потреба да се пофали, ставив толку милилитри се викаат? Така, ставив толку ваму, ставив се направив, зошто се фалат? Па не знам, јас малце на тоа гледам, јас не сум, како што кажав, не сум многу по дипломатија, у смисла, иако работам дело тоа, но сум, ето, како што ме најави, безвлакно на јазик и брутална и не можам тука да бидам, значи мора да сватат дека е тоа ружно. И се додека не свата тоа, дали мене ќе ми влезат после ова на корекција или не, I don't care, значи не ми е гајле. Се смешка докторов, никака и мене ќе дојде. Да, па, да, да бацувам уштери. Збори. Но ние дискутиравме и јас сум секогаш, се што не сум особа која сака умерени работи. Значи, кога пијам вино, не сакам пола чаша, њањаво. Не, сакам да ми биде топ, супер, така е. Значи, али во овој случај постои нешто што е, кога е, еве, мене ми смета, во ред е тоа да биде мало, малце вкусно, што е она 5 минути усти пред нив одат. Да. Значи, тоа делува веќе, ја не знам,
значи не знам, оние микроносеви покушавам да, како, тоа е, значи... Од кај дишаш, прашуваш? Да, Со шкрги? иако е асиметрично наше тело, не е исто со лева и десна страна, но постојат одредени пропорции. Дали е така, колега? Да. Значи не можеш ти... 3-3-3. 3-3-3, значи не можеш Тоа да е тоа, намалиш ајде. се... Продолжи, Роберт. Нос, чело, брада, идеално. Значи, што, треба да бидат идеални? 3-3-3. Или Аха, у, А зошто или у вие профил, им кажете? колумела Тумач почеток, ти е устата, со тумач ти е и со ова. брада. Кажеш? Како? Па тоа треба да го кажеш. Почетокот на носот со Без стручни устата изрази. и со брадата. Аха, тоа се... Да, и на пример сега ако има собрана брада, ти не викаш стаи уста, ти викаш стаи брада, ќе ти Или стаи изгледа теза. посинхронизирано, па да, ако веќе не сака да ја посети колешката, тоа е доаѓа кај мене, ја продужувам брадата, па она не мора да иде на протеза. Може да нема заби внатре, али битно, ќути има брада. Ајде сега да прашам, доаѓаат со комплекси кај тебе повеќе или доаѓаат заради тоа што, например, сакаат да му се допаднат на некој дечко или пак сакаат да биде поубава од некоја си? Или доаѓа баш заради тоа што се чувства неубаво? Па не се сите исти. Почесто, Еве, да. ми каже кои се почести. Значи, ако е естетска процедура, хирушка, Добро. воглавном тоа се некои комплекси. Не знам. Добро. Кај Но машки, дури кај најмало. машки најчесто е уши. Пример, или гинекомастија. Добро. Сега слаб скорост, да, големи гради има, едноставно тоа е генетски. Не може со да го вежбање. смее, да, со вежбање не може. Ако е жлезда голема, тоа не може. Зборам за мажи. Жени најчесто кај мене кажувам како доаѓаат, пошто јас не ставам големи гради, за разлика од мои колеги, малце тука се разликувам. Јас најчесто работам жени после 1, 2, 3 пороѓаја, поготово слаби жени, каде што виснува кожа, нема веќе тоа масно ткиво, изгубено е од доење и со помошни имплантот се враќа формат што имала тие претходно. жени, значи, ајде вака сега да ми одговориш, тие жени сакаат да се видат убави на себе? Затоа што си или- биле претходно, се Така, настанала или некоја сакаат заради трансформација сопругот тоа да го не, направат? ради себе воглавно. Заради себе. 90% од мажите се плашат од убави жени. Добро, ајде си ми жив. Да, и он, например, ќе ја советува нејзе да не стави, не затоа што него нема да му биде убаво вечерта или животот со нејзе, затоа што ќе ја гледаат повеќе други мажи. Сака да си ја заштити. Да, и жените прават све ради себе, а облека купуваат ради другите жени. Што ги гледаат, да, скапи брендови и таа што јас сум приветел дека она секоја у глобала девојка повеќе сака да ја покаже таа ташна пред другите, затоа што ние машките у глобала не ги не разбираме сите трендови Уопште, сега што се. нити ноктите, нити трепките, И на нити пример било што друго. тоа дотерување, тоа кога се оди на свадба дека мора да биде нашминкана, дека мора нова некоја фризура или да не го носи фустанот што имала слика пред 3 па, месеци. Инстаграм, бре, дечки, сега све се гледа. Тоа Да. никоја машко нема да го примети. Еве јас како маж кажам, тоа го приметува жена и она го прави тоа ради другите Други жени жени. во околина. Да, А и хирушката интервенција воглавно мизени ја прави Не, ради извини себе. ти. Ја прави ради себе. Дали не мислиш мен. дека малци и мажите направиле тој вајб, ајде да кажем покрет на да повеќе, ајде да кажеме сега, Слободно кажеш се како тие, го не, мислиш. не, се тие жени на цена. Не би сакала, мислам, не би сакала да Аха, тие кои што имаат униформирам. естетски корекции, дека повеќе се на цена, да, и не би повеќе сакала доаѓаат до да израз. униформирам затоа што има луѓе и ние тоа мислам дека као медицински лица ги знаеме, кои имаат имале потешкоти, имале проблем, имале медицински проблем. Зошто некоја девојче ако има Добро, тоа и на почетокот кажавме, нос, добро. а му ствара, Не зборуваме за тие тоа е во таквите, ред. да. Но од убав нос да направи поубав затоа што другарка и правела у Белград или кај Роберт или кај не знам кого, е нонсенс, веќе Исто јас Барби нос, тоа не поддржувам. Значи И се тој што е мейковер. вештачки не поддржувам. Значи не знам, скоро и да нема такви пациенти, претеризам ги праќам на друго Тоа е место. тоа, што викам, да. Во тој дел гледам да биде што поприкладно према ликот. Е, така. Значи, сега може да ставиш поголеми гради ако она има поголеми раменици од мене и е повисока една глава од мене. Значи, може да ставиш мали гради и изгледа како пинг-понг топчиња. Значи, има некои пропорции, реално. А се ти на некоја мала да ставиш слаба од 48 кила, да ставиш Саманта толкави топки, Ама ако побара и ако рече ти плаќам, не ќе ја пратам на друго место, има во така пропорции. си ја Да, штитиш. затоа што има и компликации многу, ако не работиш по некои пропорции. Процедури. Значи си имаат кажано колку што како на колку еластицитет има така на кожата. Тургор на кожа, да.
Да, не можеш да правиш од телото као гипсар. Тоа е, Што мислам, тебе ќе ти текне. Па така не се гипсари како естетските. Да, тоа е, мислам, една хирурзи, вибрација која е така е донесена тоа. од малце од Србија, од тие некои чудни, не знам, емисии, нешто што се случува. И за жал ја многу пати, да, па реално и многу пати кажувам, мислам, без разлика што македонки се убави жени, но и србинките се убави жени. Но и да кажеш, па они се високи, па добро бре, не е се у таа висина. Мислам, и за ова ми должиш кафе. Малите, како отровот се чува во мали шишенца. Да, мислам, не сум за тоа висока жена, па по дефолт мора да биде Батали со висината, идеме на кај комплекси. Да, Добро. али зошто земавме од Србија се, мислам, тие некои работи кои се Не убавите, а? премногу шоу, да. Што Да, вика да, да. Зоки, да, пеачки, можам да разбирам, продава музика, продава да се воски. Не разбирам зошто една правничка би толку имала да, као што судница ќе паднеме у несвест ако она... Тоа, според анализата Не, и тоа не ми според се анкети допаѓа. кои што пронајдов, порано нели најголемиот број на луѓе кои што ги правеле тие естетски операции биле токму јавните личности. Сега 5% отпаѓаат на јавните личности, 95% се буквално на сите обични луѓе. Значи тоа стана некаков тренд и некаква мода. И сега стана тренд на старлети. Односно Па тоа е куртизани, тоа, модерни, што кажувам, да. старлети, да, на 20 кусор години, таа изгледа како да има... А, па добро, чека, од Сораја ги знаеме старлите. 10 години. А не, ја би Скопје, сакала таа е некој да тренд. ми преведе Зоки, еве, пошто ти у тој секогаш бил. Значи, што значи буквален превод на старлета? Проститутка. Добро. Емисија може да се... Па, реално, уште еден модерни брутално проститутки. реален, Да, да. ревето биле куртизани, нели? Да, куртизани. Биле гейши во Јапан, сега Ама наши гейшите биле- старлети, гейшите биле учени, да, овие се сега едуцирани, неписмени. учени. Кога видиш некоја девојка, ја Убави ги се. познавам 20 Мене ми е годишни. интересантно кога ќе кажат статус тоа одреду. И она горда каже, јас сум старлета. Кој? А тие. Она е Тоа е горда. професија. Ја, како се А тоа не сме... Статус. Не може статус. Статус може. Ја барем, еве, кod деца сме знаели, што е статус? Голема куќа, не знам, кола, ово. Кој тој статус? Демек, она е сега богата ако уложила 10.000 евра и сега некој каже може и 200.000 Ама вики, евра. она Па не добра, ќе личи. уложила, уложил некој друг. Некој друг. Тоа башка. Она се подрудила да некој вложи. Нема да се така. Тоа е тоа не е работа, за више. поценување. Тоа е работа Може и да за каже поценување докторот и тоа. ти, дали они ви плаќаат маде девојки или доаѓа некој друг од страна, вика јас ќе. Тие што се, јас ќе кажам за мене, тие што барат мали корекции, дали Тие се назолабилни плаќаат сами. бразди, назолабилни бразди, дали не, и јас исто се сложувам. Овој лук ја не го разбирам, стварно и да не можам да зборувам. Мислам, ако некој ми го објасни. Но мали корекции, значи кои се да, има девојки кои, па и маж, ја разбирам и маж, ќе дојде заради браздите на чело. Ете, стварно има младо ликолице, меѓутоа генетика така направила да чело му е И кој плаќа? кај такви нормалните, да кажеме условно. Ево, мислам, а некои, затоа што сматрам дека апсолутно никој нема денеска 5.000 евра и да дојде и да каже прави ист. Па не можеш баш се со... Друг плаќа. Јел то ценовник? Ајде размислиме зашто. Неќе почна да се набацува. Готово ми се ги набацуваат. Ја реков да не сме на тони заедно. 5000 е првите 4 лева и Да, 10, импланти, малце. Ама и цените ги знаеме више. Добро, Точно, добро. колега, Не, точно. сега да не... Уште кај да ме докторот попусти. само да ни Нема каже, да да ни претерувам. каже кој плаќа. Сами си плаќаат или некој друг плаќа? 99,9. И некој друг да не би сакал никој да го дознае. Да го види, Ке им ги да. Зашто Да, се ние некој... се шегуваме. Да. Не, сами си Ајде плаќаат. сега си. вака, пошто на почетокот почнавме со комплекси, сега како се лечат комплекси, вие треба да ги прочитате овие овдека, поделете ги, значи вака, и што мислите вие во вашето обкружување на кој начин најлесно ги лечат комплексите? Ајде. Значи, наредете ги по редослед, ете вака у Скопје, што мислите како најчесто се лечат комплекси? Ајде, по редослед, значи секој само ќе си ги прочитате и ќе ми кажете, Аха, комплекси на ниска вредност, добро. Да, комплекс на ниска вредност. Како најлесно, најчесто се лечи? Ајде, да слушам. Комплекси со арогантност, Добро, ајде ти почна. Добро, со арогантност. После? комплекс со функција, Аха. комплекс со бренд гардероба, Добро. комплекс со оговарање, Добро. Дем па оговара. комплекс со слики на Инстаграм,
Аха, со лајкови такви работи. Па комплекс на, не знам, фаќање дечко девојка. Ова јака кола е на крајот, јас сум фан, например, на коли, забегана сум по коли, по мотори, по Ама не јахти, лечиш. по авиони. И сега ја утре ако имам да си земам едно Порше, ќе си го земам, како да ви кажам. Нормално и авионче. Мора да... Ники Минаж нема возачка. И ја прашува, оној дечко вика, зошто? Вика, имаш Бентли, имаш Ферари, имаш не знам сега тие сите. Она вика, сакам како убаво ми е само да зашто ќе ти се да се сликам. За лајкови да се Не, јас обира. стварно сакам, и на вистина Зоки? обожавам и тоа го затоа го мислиш? запослав. Ја мислам дека сите ова сум надминал. Прво ќе почнам со комплексна бренд гардероба. Аха, мислиш во твоето обкружување како гледаш дека луѓето најчесто лечат комплекси? Значи прво со гардероб. Да. Добро. Тоа сум го приметил и тоа ви тврдам дека е така. Добро. После тоа Лечат. арогантност, Аха, арогантност, надмен. јака кола, Јака кола е, бе. Да, за џиповите знаеме, Да. не повеќе за џиповите. После? Не знам до кај сме има Функција? сличник да За функција. Добро. знаеш ли кој сум Сите јас? работат. Да, знаеш ли кој сум јас? Знаеш Тоа ли е кој сум јас? Знаеш ли кој сум јас? Да. После? Слики од Инстаграм и лајк, мислам ја го сакам ова Инстаграм да ми ставаат лајкови, не ми ставаат, имам по 15.000 вјуз на сторија, имам 100 лајка. А, докторе, завршивме? Со гардеробата се сложам прва место. Аха. Дефинитивно. Ова оговарање исто и тоа ми е Да. топ. Плюкање, Да, Плюкање, дека да. нема добри луѓе, све е лошо. Не може некој да е успешен. Во ниедно поле некој нешто му Ја. помогнал. А, мора ништо да му да. Али ја тоа како би го направил? Ама да ти кажам. Функција. Ја, Функција до вчера никој ништо, денес носот горе. Нема потреба од операција, носот горе. Така. Кој е Златни врати се отвараат, нема потреба од Како лепота. беше која е најбрза естетска операција? Функција. нема, Одма нос се нема. дига и веги се дигаат. Да, све, тука комплет. Ајде. и Инстаграм, тука би го- арогантност. Па, тие арогантни се мислам дека тие луѓе не ги сметам за нормално. Да. За нормално. Да, ба, мислам зашто некој би бил арогантен и неучтив према другите луѓе. Нешто има некој комплекс у себе, Напад за најбоља одбрана. они Да, и така- ова така последно го- дечко, девојка, тоа шо и да фати исто му е. Пак се оперира. Тоа Ајде, Викторија. Па не знам, ова бренд гардероба, окей, да, стои, функција, боже, ме се чуе, мислиш ка Елон Маск работат у Тесла. Страшно, мислам, директорчиња. Се знаеш, добро. Ја точно знам за све што зборија. Да. Знаеш и минјата. Кога брат ми нешто ме прашува и сега вика, како да напишам, значи, ја како директор на American Orthodontics, ја те молам, викам, ако може без тоа директор, само специјалист. Не може ми у коса ми се крева. Кога ќе наредат ДР, МР, спец. Да. Да. Нема читање, оно На службен почеток на потпис. крај. Да. Факење на девојка или дечко, тоа уште некој прави, мислам, у 21 век, кога на милиарда мажи е добро. Слики на Инстаграм и лајкови со толку филтери страшни сте. Да, и тоа е страшно. Не личите на себе, да. Арогантност, Добро. тоа, тука би се сложила со Роберт, не знам, пошто обично вика дека јас додека не ме запознат сум безобразна и арогантна. Да. Јас само не можам, немам минутажа да трошам за некои ступидности, за глупости, некој што лупа. Јака кола, немам јака кола да можам да нешто парирам и когаш па да фрустрирам некого. Оговарање, па нека зборат. Да ме било брига што село мисли, ја би трактор купила. Добро, одлично, па одлично. Еве сега видовме како размислувате и Српска народна Српска народна поговорка. Добро, Нека добро. зборат. Одиме понатаму, значи вака. И покрај тоа што нели рековме дека се разубавуваме заради тоа што нели имаме потреба и некако се лечиме некои комплекси, факт е дека исто некогаш им е потешко и на убавите луѓе. Дали е така и дали понекогаш убавите луѓе потешко поминуваат во одредени ситуации? Например, убава е, па ништо друго Тоа нема може Вики да вредност. каже она Да? што голема манекенка. Можда на Ти си трафиката пример, помине човече, за убаво. тоа Ја мислам си била дека, мис. Ако можам да кажам само на кратко, Добро. мислам дека не, сега јас тука малце пакувам. Убава и паметна, не можам Добро. само убава. Убава, табула раза празна, мислам, тап поглед има, тоа не може да се оперира. Никако. да се закоси. Само И цвикери она е онак тупо закосена. Овака, тупо закусана. тупо закосена. Има така. Не,
Тој е интересен поглед вака. Тоа запиши дека За косир што пиеш, колега, Значи, не може. Значи, зборувам за тој, сматрам дека у Македонија има преубави и препаметни жени. Не мислам, не би сакала сега само да испаднеме лоши некои. Да хейтери се. Добро, ајде за жените зборуваме, а за убавите мажи има ли дискриминација кај убавите мажи? Обично знам како ги нарекуваат. Зоки, знаеш ти кога некој е убав, што значи дека е? Ти можеш и да го кажеш, нели? Метросексуалец, нели? Какви се? Метросексуалец. Така. Геј. Да. Ако е убав. Со мојата убавина се дека поминувам. Ви гледаш? Да. Јас со мојата убавина се дека поминувам. Тоа е Сек дека поминувам. Да. Знаеш, ако поминуваме, они сите се воодушевени, тоа толку да убавена, комплетност. Држање став. Не сакаат вртото таа сигурност. Не сакаат. Да. Ајде, Исто, да, јас има? сложав. Не сакаат, никој не сака сигурност кај другиот. Кога Никој мажи, никој жени. Не сакаат некој кога е самоуверен, кога е сигурен, тогаш им смета. Нешто мора мора да му измислат. Да не е кој што треба. Нешто да не е кој што треба. Не може он толку да пази, да вежба, толку да сака да се облачи. Тоа не може тоа да биде нормално, нели? мора да е Општо нешто да даде. за сите. Исто убава девојка многу помалку пројаат машки, него ли на некоја средно убава или не убава. И после Затоа што станува се лесбијка. плашат да им да си пријат. Исто и кај машките, не верувам дека многу што се убави мажи, дека многу убави девојки им дајат, нешто. Ама снеже више у Кој машко ќе му приде во Скопје, моментално Зоки. во Скопје нема мажи. Има метросексуалци. Да. И ја ги гледам Не, како има и- купуваат, кои што како комплексно вежбаат, не се како метросексуалци. купуваат во Зара по 20-тројца застанати, нема девојка со нив. И ова ми стои, тоа ми стои, разбираш, ти го гледаш дека е цел со веги направен, косичките следани, тенсти хеланки, да, панталони. И сакам да кажам, нема више поим за маж. Да го видиш да речеш усако до трансфер. Имаше ламберџекови едно време, сега не са жалете. Како? Со ламберџекови со брадите со... Да. Тоа помина. Гледаш ти која се сликаат наистина во теретана, па тоа се мора да биде, знаеш, вака така. А зашто Тоа се е сликаат многу гејски од момент. теретана? Па затоа што тоа е гејски момент, што ни го носат во себе. И сега 21 век го покажуваат. Едно истражување вика дека жените изговараат по 10 навреди за себе во текот на денот. Од типот кога ќе се види огледало, аман, види ова какво ми е, зашто сум ваква. Дали вам дали тебе ти се случува? Иначе, да. Да? Добро, да, знам како, например, денеска коса што не се слага со мене. И се погледнав во огледало и кажам, како ќе идам на емисија, ама кој толку изгледам. Ама толку, не. Ја лично не. Ја кога дојдов сега што кажав, мислам на Светли и на Раца, кажав, ја многу сум си одвратна. Значи, тоа се некои, мислам дека е окей да и тоа да се призне, тоа така се осеќаш у момент. Мислам нека ми каже некој одвратна сум Ама да се осеќаш, не дека нешто го огледало, па. Другиот внатре, ако можеш да се досредиш, дошминкаш. облечи се, ма. Облечи се, да. Ајде, кои се најчестите забелешки кои што си ги имаат жените на сопствениот изглед? Што најчесто им смета? Тоа е чудо. Жените може да си најдат Све. 100 мани што не може никој на светов да им ги најде. Значи, дури кога се гледа на огледало, многу често им викам, значи не ви треба тоа, господи. Они имаат имате сите жени искривена перцепција во еден момент кога нешто друго ви смета и вие наоѓате мана у себе. Тоа значи нешто све убаво изгледа и се гледа на огледало и наоѓа овде. И затоа сум многу поштен. Мислам, секој ќе кажам не ви треба. Не ви треба. Значи не кажувам директно, значи ако не треба, не можам да ја да работам нешто што не доаѓа, да, што нема логика да се работи. И воедно поубавите луѓе и мажи и жени си наоѓаат повеќе мани кај мене. Стварно? И мажите исто. Например, има супер видица, он бара уште поизразена джолайн, брада. Да, не. Американ. Исто и брада, знаеш. Видиш тоа, не се Исто и знае. жена, убава, стварно многу убава. Не можеш да најдеш 2 мани, а не она си наоѓа 10 мани у секунд, кој ќе се види на огледало. Па тука има општеството импакт со тоа и знаеш дечкови он станува свесен и не се едно дечкото девојчето. Они стануваат свесни уште од не знам најраните денови, рецимо некое 5-то, 6-то, 7-то оделение кога веќе од девојче станува тинејџерка или од детенце станува момче
Тука веќе општеството почиња да ги гуши со леле колку е убав, ово знаеш ли колку е убав, ово има 400 лајка, ово има само 100. Мајка му рече лепотане, не може телефон да девојчиња нонстоп му звонат и он веќе се билда, гради, стига до 25 иде кај Роберт и вика I can do better. Зошто? Значи, дали станува убавината единствена вредност? Тој ја игра таа улога на лепота, на прашање што го постои ако не прво. Не, ама дека помага за добивање, не знам, у Америка имаат студии дека помага за вработување. Например, исто двајца тако се едуцирани, секогаш газдата не мора да е убав само од надвор човекот, и од натре. Например, ако шири негативна енергија, ја не би вработил некој кај мене, па не знам колку да е убав. Тоа сметам многу. Значи, некој ако има комплекси, ако е од внатре, ако не е убав, не можеш да го вратиш. А убави луѓе, најчесто тие што се од надвор, се и самоуверени и имаат и некоја, да речам, убавина и од натре. Сега. И Ајде, полесно се вработуваат на некое работно место што имаат исти квалификации. Тоа во Америка има студија, дека полесно се вработуваат. Ама тоа во Америка кај нас не е. Кај нас не е така. Јас мислам дека не. Еве јас знам за време на студии. Кај секој професор кај кој што сум отишла у минјак, у кратка сукња, зашто немам потреба на 2 метра нозе, зашто носам до доле и у реду е девојчурак сум, имам 23 години, девојчурак не знам. Професор сам минит. Да, девојче дефинитивно. А не кем да станам професор. Добро. И просто сега манекенката ќе видиме колку знае. Поздрав до тие професори, очајни бевте, реално. Па тука убавината тебе ти одмагала генерално, тоа прашам. Додека работев у влада, тие 10-на години, чива е. Зашто морам да бидам нечива на мамо и на тато, фала Богу. Така да, мислам дека секој мало просперитетна жена или маж, се едно, доведува праша, тата му дал, мама му е, па кој да ни даде? Значи, на крај крајеви, ако можеле, вајда, а кој не можеле да пружат родители, онда бори се сам. Али кој можеле, зошто да не помогнат? Така да не сум сигурно се сложувам. Со убавите, И тоа од внатре што зрачи, како викаат, што зрачи, што ја привлекуваш. Така, постои една поговорка која што во суштина не е поговорка, него отпора на размислување, тоа е убав човек кога ќе рекле за некого, воопшто не мислеле на убавината, нели? Него убав човек, убав бре по душа да направи убав муабет. Уште стои тоа во Македонија. Така, дека тоа е убав човек. Убав човек кој ќе го искористат? Да си има убав човек. Битола мислам убав, ко добар е. Битола е убав човек, како да ти е кеф да се дружиш со човек. Добар е, значи убав. Така. Па сега кога више рековме што значи убав човек по традиција или во старо време, тука имам поговорки кои што сега сакам вие да се извлечете по една и ќе видиме што кажува традицијата или народот што рекол за убавината. Ајде, чека јас прва. Јас да ги ти и ајде прошетај ги да видиме што ќе искоментира. Ама не ги отварајте. Не ги отварајте. Се замисли. Да не отварате сега. Да не препишуваме. Значи ги извлековме поговорките, на крајот ќе видиме кој најдобар одговор или најдобро ќе образложи и нашите драги пријатели од Меркур ќе го наградат. Така да, Нина, почнуваме со тебе. Ајде. Прво е. Не знам, така во средина си ми. Ајде. Добро, се извинувам. Ајде. Прочитај. Нисам отворила, не. Не отварајте вие другите. Убава жена, белја в куки. Не знам. Што? Белја работа. Убава жена, белја в куки. Да или не? Сакаш да го смениш со докторот? Неќам. Да. Така. Да, така, а? Добро. Ще те го маш ми. Да. Тоа е најдобриот одговор, добро? Стоиш на улица. Зоки? Како не има Ајде, што пишува кај тебе? Убавите жени само недела дена се добри, а добрите жени цел живот се убави. Патетично. Што вики? Патетично. Па вака брам. Оно као ти види. Ова е патетично. Добро, ако така сте одлучиле, добро. Океј. Добро, ајде, докторе. Сега ќе препишувам. Моето е... Не може жената да е толку грда колку што може мажот да испие. Мене ме најдов.
Ама го чекам. Мораше да го имаш. Ова е намештаljка. Затоа сакаш да ми го вратиш ти пред. Да, ти го Вака, колега, вака, да правите муабет, никој не Вака. Може да не се сеќава. Да, па тоа е поентата, добро. Добро, ајде Да Вики. или не? Да не се лажеме, не. Ајде Викторија. жената се смее, почна вака, ова е веќе сериозен момент. Кога жената се смее, новчаникот плаче. Која пејачка или? Па не, Кога она е среќна била у шопинг, тоа сакаше да каже. ајде се смееме сите колективно. Тоа е. Тоа е. Па Ја мислам видов дека добро меме, Мислам видов дека е сосема во ред, да. Да, нека плаче бре. Боле да е обратно. Сите срекни. Така е. Ма да, замисли да е, ако е обратно, па тоа е за греото новчаникот да плаче. Како е? Да, жената да плаче, а новчаникот да се смеич. Ако е некој во можност, зошто да не награди? Така е, така. Добро, чекај да видам Молим моево. лепо да се видиме со Меркур покасно. Ова е нешто вака. Вика, за да биде добар бракот, жената треба да има помалку години, да има помалку искуство и да има помала плата. Ова е И да е нешто невина. скрос од нас. Ова е многу Да, дискутабилно. патетично Ова е дискутабилно. Ова е многу дискутабилно, а? И помалку брчки да има. Знам неколку примери што го кажуваат ова, да. Така, значи жената све помалку да има. Не Значи, го кажува мушкото, ама така. Ја имам Значи да некој има женско помалку да се каже. години, Да, да. помалку искуство, помала плата и помалку брчки. поготово платата. И у бракот све луѓе. ќе биде окей. Поготово платата. Јас сум уист буџат влагат, што Така има е. везе од кај. Да, Баш. Дали тој е начин на маневрирање со жена? Значи, Па да, јас сум главен аген. да. Мислам, ја имам некој близок Муж у куќа. до мене кој, например, вика, немам потреба на нешто посебно сега тука да заработам. Па добро, тоа беше поврзано со комплекс, значи генерално мажот има комплекс, па затоа бара ваква да биде жената. Но тука се вртат темите, се враќаат. Ја мислам дека доктор Роберт имаше најдобра поговорка. Така. Јас ништо Тоа е, не. како ќе го измрчиш. Ама не, бидејќи сите одлично одговоривте, на крајот сите ќе добиете подароци од Меркур. Сите од Дубај. Да, ви благодарам многу. Можеме ти, да одиме Тина. на джингл и продолжуваме. Составен дел од самата убавина и генерално од лечењето на комплекси е давање на комплименти. Така ли? Значи, кога треба на некого да му дадеш комплимент. Генерално викаат дека жените не знаат да примат комплименти. Знаат или не знаат? Па, Знаат? Знаат. Е, па кој е најубав комплимент за жена, ама да не е поврзан со убавината? Ајде, кој е најубавиот Жена комплимент? мајка краљица. Тоа? тоа е Добро. што е. Кратко и јасно. Демо Не, де, не, шал. Демоде, кој е најубав комплимент за жена, а да не е за убавина? што си убава? Ама стварно, каква другарка ти кога ќе се седнете на кафе ќе кажеш Што си убава? Најсладко е. Има право, се слагам. Добро, докторе, кој е најубав комплимент, ама да не е убавина? Што си убава? Па другарка никад нема да ти каже што си паметна. Не, ама алалда ти ја може да каже. И тоа влага со што си убава алалда ти. Добро, добро. Викторија, дај некој комплимента да не е што си убава. јас стално ја зборувам Барбара Стрейсанд. Што е пропорционално кај незе? Ништо. Очите й се преблиску, носот Нос. Ама има друго. Најубави мажи имала прекрасно тело, има еден Ворен Бити, едни, значи тие мажи што важеле за сериозни, мислам, ајде, Холивудски убави, да. фраери. Баш. Она имала something. Тоа е тоа. Да размрдаме малку, ајде да одиме со брзи прашања. Значи, одговарате, одбирате една опција во суштина од овие две кои што ви се понудени. Значи, кој комплимент е подобар да и се каже на жена дека е убава за своите години или дека изгледа помладо? Рачунаме жена над 50. Помладо. Дека изгледа помладо. Тоа е подобар? Помлада. Помлада исто. Помладо, добро. Кој е подобар комплимент да му се даде на маж? Убаво си облечен или убава ти е колата? Колата. Па сега што ни Убаво си импонира, облечен, да. овој вајде... Не, ако му кажам дека му убава кулата, може да му кажам дека да ме свати дека му кажам дека има нешто друго мало. Па да, да. Дека сакаш Извинете, вага, не знам Ја со немам речи кола, да боле кажам. дека каже га сува или точекот да каже тука добар пред точек. речи. Дечко. Убава ти колата.
Шубава ти е колата. Ајде, докторе, што е подобар комплимент за маж? Убаво си облечен или убава ти е колата? Па немам кола, затоа викам, иначе убава е колата на жена ти треба да ми каже, бага, па ја каже, убаво си облечен, терај. Ајде, Викторија. Мислам дека на мажи повеќе би... Јас би кажала од дела, зашто таа естетика ме занима, кола нит се разбирам, осим што да, убава е кола. Појма немам која марка и такви некои ступидности. Така да веројатно Убаво би си импонирало више. Да, ја би кажала тоа. Добро. Тоа Што значи е дека го поголема гледам навреда за жена? Грда си или глупава си? Што е поголема навреда? За кој? За старлети или за овие други? За жена. Што е поголема навреда за жена? Грда си или глупава си? Па грда си. Да? Глупава си. Грда си. Не Викторија? те гледаш, сепак се сведува се на физикус. Ајде, грда си или глупа си? Двете сум некако. Ова треба да биде гирче. Ајде, Викторија, грда си или глупа си? Двете сум. Ако не го изсечате ова, не Не го сечам. Значи, ова мора да го... Значи, ајде, само одговори ми. Го барам да го добијам. Така? Добро, добро. Ајде сега уште ова. Дали ако некој ти каже, кај го најде овој мажот, е навреда за жената или за мажот? Кај го најде овој ма или кај ја најде оваа ама? Ја го сваќам као за тој што си го нашол дека е навреда, демек. Аха, тој е Што е добро. Клошаров? Ајде, Зоки, за Нина, исто ко Нина. Нисто? Исто е. Нисто, а? Јас сум навикната ми кажуваат тоа. Добро. Ништо ново. Добро, дечки, фантастично. Ајде сега да видиме какви комплименти ни меѓусебно ќе си кажеме. Владимир, може ли да го донесеме тоа зеленкото нешто? Така. Имаме, да, свежо какво идеја. Значи, Макдоналдс. вака. Макдоналдс. Зошто? Заради тоа што многу често се случува, да, измијан све. Добро. Значи, многу често се случува да речеме да, кога јадеме посебно вакви некои зелениши, да ни остане запчето нешто. Сега. Аха, добро. Пошто рековме немате никакви комплекси генерално, дали можеме да къснеме сите по една вака, да се насмееме еден на друг, да си кажеме комплимент? Колку си убава! Може ли? Јас ќе Ти си... си убав и убава треба Да, бе, да, или ќе си кажеме еден на друг. Ајде. Ти кој сакаш? Како сакаш комплимент, ама мораш да имаш и ти зеленко на запчето и јас. Ајде. Како го ставаш? Не така ќе си застане. Двојка. Много јако, прејако. Ми шо по едно ливче скинете, како не бе, Па ти важи. не го јади целото, Како ба. 500 нешто да зи. Ми паѓа. Јас извинувам и тварно. Гризни го. Солзи. А Снежа се смее или се смее? Не може да ми паѓа. Ама немај ти цел лист. Немај ти цел лист, грицни малце. Тоа е фората. Ама грицни малце, бре, гледаш да си застане. Не може да се... Силвестар, Сталоне. Клинт Иствуд! Не можем да го залепам. Ирина, Ајде, ми паднам. дај да видиме. Залепи го, да ја видам. А, ти стој добро. Чекај, јас да ти кажам. Него, него. Кажи му него. Много чуба. Ај, Нина, ти погледни во камера и кажи. Или сум прекрасна. Јас прекрасно се чувствувам. Прекрасно се чувствува. Жички си правам ортодонски. Ајде. На докторот кој ќе му даде комплимент? Ја ки дам неза, твоите зъби, бе, природни или ги имаш праено естетски? Кој ти е доктор? Многу јаки ти се. Много Вакво нешто не сте имале во емисија. Делче можда. Не. Добро. Ја работи да имamo. Извакајте ги слободно да ве наранам за на крајот. Замезивте, ве дадовме вода, ајде Па се. идите, бре. Било се сме. Да. Добро. Ајде да заклучуваме, а? Голтнавте се? И добро, еве сме веќе на крајот. Дадовме одредени мислења, дадовме заклучоци на одредени теми, меѓутоа ни остана уште оној последен заклучок,
кој што беше одвоведот на самата емисија. Даваат ли лажна самодоверба овие естетски корекции, па генерално светот ни е полн со лепотани и лепотици кои што мислат дека само убавината е доволна, па стануваат уште поисфрустрирани и уште поискомплексирани. Зоки? Даваат, дефинитивно даваат. За жал, ама даваат. И кој е лекот? Тука више нема простор за образование, нема простор за дипломи, нема простор за учење. Едноставно. Така? Ето. Ето. Добра, Да, Нина? даваат, затоа што тоа ги оформува во текот на тинеџерството, во текот на младите години. Ама како ги оформува? Негативно, на тоа негативно. мисли. Значи жал. да, дефинитивно се дава. Тоа се двајца криви, доктори. Не, не ке речеме. Да зјудиме ако не. Ако треба да добиме, кажу. Ако треба да речеме не. Право. Така. Ајде, повели Роберт. Да. Исто, Даваат? дава. Тогаш кој е лекот? Па не е лек, Условно, значи некој условно некој сите, нели. Ако го прави ради себе, тогаш мислам дека и не мора некој, а ако го прави за пред другите, тогаш да, веројатно дава некоја самодоверба, кој ќе добие неколку комплимента повише, ако го правено ради таа причина, тогаш Може би треба повеќе психолошки да работат на себе, нели? Па- За да ја добијат самодовербата, па после да видат ако треба да прават и корекции. да, по мене тоа најдобро. Тоа би било здраво. Да, на 20 години, што мислам, ја реално 22-3, не знам зошто бе, али јас сам овака едно, прочитав на едно многу, некој напишал, некој попаметен од мене сигурно, и кажал, вика, само нека запамтат тие, например, мажи, или обратно, жени кои се со кенови и кенови со барбики тие, пошто јас собирав коли секогаш, као мала тогаш се разбирав, сега не. Дека детето ќе им личи на оно што биле пред. Така. Така да мислам дека Види, тоа ви се свиѓа, а и кога го бираш партнерот, исто на тоа треба да мислиш. Исто, од двете страни. Значи најде си го убав роден, не убав праен. Па, така ли? ако е сега тоа убавина условна да мора да биде, нека малце нека гребнат по таа површина, некои други содржини, нека најдат освен физички и кубикаж. Така, добро, баш ми е драго, фантастично завршено, одлични заклучоци, повелете. Ова се ваучерите од нашите драги пријатели Меркур. Можете Нова година, ајде, да добро. ги предадеш на Добро, сите. Ето да. така, да. Пишува Значи дека слободно Дубај. ќе отидете. Here we come. Не мораше, ама ќе идеме. Слободно ќе отидете, ќе си земете она кое што на вас ви одговара. Ова кое што јас сакам да го представам како детектор за лаги, всушност е детектор за метал во зид, за да проверите некој ако се занимава, ако се занимава, не знам, со електрика и така натаму, да провери каде има, така да имате и вакви алати, можете да си најдете и градинарски. Па за тоа ти- алати, тоа мене ми сето треба. тоа, да, знам многу. А ова не пишува Да, до колку да. парички до 5000 евра. Да. У Меркур кога идеме да се караме? Да. Што не Така ни рекоа што со фломастерџе. ја цела градина ми рекоа ќе ми ја средите. И градинарка. Добро, значи ма слободно поминете во Меркур, имате голем избор. Ви благодарам многу што бевте мои гости. Кој ќе не викаш пак? Кој ќе не Истиот состав. Кога веќе никогаш нема да не викаш? Да, секогаш ќе ве викнам, добре, дојде нешто, имаме забранети. многу теми кои што сакам да ги дискутирам со вас. И многу ми е драго што најдов на луѓе кои што се стварно без комплекси, јас така ве да живеав. Сега на крајот да потврдиме, на крајот да потврдиме, барем ние жените. Јас прва ќе почнам и ќе кажам дека немам воопшто комплекс од тоа да ме видат како изгледам без шминка и ќе си земам сега една влажно марамче, така и ќе одјавам емисијата и ќе се избришам затоа што Не немам верувајте на комплекс. Снежа, оваква е 25 години, не задубала. Ако сакаш Нина, можеш. Да, можам јас само Може и Нина да повели. Па чекај, можам и јас. Устата, ајде, повелете, значи Немам слободно, проблем, што немам немаме Ми викаше еден комплекси. колега преска твој, Да. ми вика, ќе се шминкате, така да... Да. Немам што. Значи ја бришам шминката, ве поздравувам. Значи гледајте да бидете внатрешно здрави, ќе речам, и да зрачите со убава енергија, затоа што таа е убавината која што сите ќе ја видат и ќе ја препознаат. Колку и да е убава жената, нели, ако нема став, ако нема држење, таа убавина, значи зичката ќе излезне. Ќе избег. 10 points going to... Благодарам. Ја бришам шминката. Страшно окей, јас се И сваќам. вас ве поздравувам. Ве Може, муж ми го забрижам вака. Гледајте ни следната недела